Поздрав и добре дојдовте во Тркало, едно ново и сосема поинакво автомото шоу за автомобили и се останато што се движи на Тркала. Буквално се останато. Тркала е едно поинакво автомото ТВ шоу во кое ќе ги запознаете најновите модели на 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и не знам колку тркала кои среќаваме на нашите патишта. Инаку, во Македонија има доволно голем број на возила и возачи на кои сакаме да им направиме чест и да им посакаме добре дојде во ова наши и ваше ТВ шоу. Ве молам, ставете ги појасите за да видите што следува во оваа епизода. Давид против Голијат. Дали Шевролет Каптива може да биде победен од велосипед? Дали Пежо е вистинскиот лав за секоја лавица? Лекција број 1 во тюнингот – полирање. За прв пат кај нас – куглање со автомобили. Силен, софистициран и спортски. Типични атрибути за да се опише експресивниот дизајн на новата Шевролет Каптива. Овој модел ги комбинира моќта на SUV возило со стилот на караван. Едноставен и со правилни димензии. Динамичните контури и остриот стил даваат модерно и агилно возило, вели директорот за дизајн Макс Вулф. Каптивата изобилува со бројни софистицирани карактеристики како што се предните светла кои се заштитени со стакло, трепкачи кои се интегрирани во надворешните ретровизори, вентили за воздух на предните крила и рачки на вратите адаптирани на висина на човечката рака. Типичните SUV елементи како што се панелите кај тркалата, предниот и задниот штитник го заокружуваат заводливиот изглед. Да, спремен сум. Бојан, спремен? Спремен. Веско, спремен ли си? Да, спремен сум. Без мамење. Никакво мамење не сакам. Веско, немој да се мамел. Не, кој јас? Не мамам. Нема, молим те, нема такви игри. Па не сме деца. Трката почнува. 3, 2, 1, старт! Бојан. Сучи. Абе, кола е? Вие каква? Стабилна е, брза е. Ај тука да го пробаме системот за поклизавање каков е на Каптивата. Кривини ме супер. Види го, не ми се верува како спортска е. Морам да ви признам дека надворешниот дизајн на Peugeot 308 е прекрасен. Предпознатлив за сите останати модели на Peugeot. А и внатрешниот дизајн е одличен. Сите инструменти ви се при рака. А мене посебно ме воодушевуваат командите на Лолано.
Во секое време можам да ја попуштам или пак да ја намалувам мојата омилена музика. Вистинска релаксација. Комоцијата во лавот е загарантирана. Како за возачот и совозачот, така и за останатите патници позади. 308-цата се прилагодува на сите возачи, па дури на оние како мене. Здраво! Добро дојдовте во рубриката посветена на тюнингот и стајлингот. Сигурно ќе се запрашате што е тоа тюнинг, а што е тоа стајлинг. Тајните на тюнингот и стајлингот ќе ви ги откриваме низ емисиите. Денес ќе се посветиме малку повеќе на стајлингот и една од основните работи во стајлингот што е полирање на возилата. Јас за оваа пригода искрено си повикав пријател, а тој е мојот другар Боби. Здраво, Веско! Денес ќе ти представам конкретно хаувата и крилото, како се полира. Значи, мора да биде кристално чиста површината и причината за која што ја полираме да знаеме. Во овој случај има оштетување мало на површината на лакот, ќе одиме малку со погруба паста. Ако не ти е тешко, малку ти да врши. И едно да ти кажам што мора да знаеш пред да полираме, значи мора да биде ладна бојата. Исто пастата се нанесува на сунгерот. Значи, помалку ја прљаме колата и подобар ефект имаме. Значи, почетокот одиме со помали обрти, после забрзуваме. Значи, тоа е финишот. Ефектот е одличен. Можеш и самиот да дадеш да се увериш. Боби што се покажа дека си добар за полирање на коли, се виде, стварно добар си. Али имам уште нешто за тебе. Да видам дали баш и ова е за полирање. Да? За коли што е добар, е да го видиме во како. Значи не е маска, вистина ги полираме. Значи оваа лубеница додека дојде овде, поминала 10 писки, ја поминале 10 раци и изгревале. Евентуално 12 раци. Еве, може да видиш како би изгледало. Кога од оваа лубеница ги извадивме гребаниците, што ќе биде од боја. А што е со оваа гребаница? Таа гребаница, тука треба да се сече, фабрички е ставена. Ова е рубрика за сите вас, љубители на тюнингот и стајлингот. Сите вие што имате нешто направено до сега, или имате желба и намера да направите, слободно јавете се на нашиот телефон или пратете нешто на нашиот мејл. И очекувате. Вака ли ќе полираме?